Не сум веќе оган под звездите. Не сум звезда што сјае во ноќите. Во овој час чувствувам еден бел конј умира на градите на некоја планина. Вашето присуство само говори дека ние сме во правиот правец и дека оставаме нешто што ќе биде трајно за навек. Не е лесно во нашите години кога претежно мојава генерација играат во парк табла и седат под дабовите дрва и си пијат пиво, да вркате нешто што ќе остане за навек, но се надевам дека не е воопшто за џабе потрошено време. Се надевам дека она што ние ќе го правиме кон крајот на оваа година ќе биде нешто што е исто така поврзано со сите членови на меморија. Значи во меморија поминале преку 30 члена и сите тие 30 члена ќе бидат дел од нашиот фамилијарен концерт, така да го наречам, кој ќе се одржи во МКЦ, каде што и меморија и започна 1990 година. И да има некоја запирка или точка, воопшто не ја поправавме, оставивме да кажеме дека сме бенд кој знае да свири во живо, така речи, колку на плоча. Многу што го слушале албумот, дошто го има и на Tidal, и на Spotify, и сега во плоча, издание и во CD, викаат, абе, знаеш што болje звучите уживо него на плоча. Го викам, плоча уште не сте чуле тек плочата која ќе ја чуете како ќе изгледа, тогаш ќе ви биде се јасно. Плочата е во изработка и се надевам дека ќе успееме до тогаш да покажеме уште некои работи кои не сме ги докажале. Спремни сме до последен здив, што би се рекло, да твориме сите заедно. Се повеќе како старееме се љубиме, се сакаме, се почитуваме. Токму во оваа плоча е историјата вткаена во сите овие години, CD-то исто така, и се надевам дека со несмалена жестокост ќе продолжиме оваа година. Сите овие години од кога меморија постои, де факто од 83-та година, кога ја формиравме со Дејан Миновски и со Ставрев Мали од Ристо, па се до сите оние членови што поминале во годините што следеа низ меморија. Навистина една богата историја и луѓе со кои до ден денеска сме многу добри другари и пријатели. Ти ми беше се, а сега не знам што со себе. Ти ми беше се, а сега не знам што со себе. Да ти кажам дека одам за секогаш, да ти кажам дека одам за секогаш. Многу е супер чувство овака кој ќе видиш целиот труд и онаа среќа што имавме на концертот запакувано во едно вакво издание, колор, стерео издание. Колку што ни беше забавно на концертот да го свириме, толку и беше, барем мене,
и на Мите Димовски во Трална студио забавно да го смиксаме целиот материјал. Горд сум на сета работа што ја сработевме со бендот, горд сум на звукот на плочава и горд сум и на ноа што следи понатака од меморија. Веќе сме пола заглавени, загазени длабоко во новиот албум.